Почитувани гледачи, добро вечер, добродојавте во најновото издание на емисијата Проверитас, платформа за борба за вистината. Вечерва на вистина имаме еден многу интересен гостин. Можеме да кажеме дека по една успешна кариера која што има направено во странство во Велика Британија, во Обединетите арапски емирати, во Индија, Германија, Холандија и така натаму, решава од идеолошки и од партиски причини да се врати тука, влегува во политиката и доживува големо разочарување. По тој повод, гостин вечерва е Живанка Морис, поранешен член на Левица и координатор за диаспората. Добро вечер и добро дојдовте во Проверитас. Добро вечер, добро ве најдов, фала на поканата. Ви благодарам што издвоивте време да бидете гостин во ова издание на Проверитас и се надевам дека нашите гледачи ќе имаат можност да чујат во наредните минути неколку интересни истории. Најпрво, за оние што не ве познаваат, која е Живанка, јас во најавата кажав некој дел, но еве да чуеме. Па, за оние кои што не ме знаат, јас сум човек кој што не се плаши да зборува јавно, јас сум пред се жена, мајка и борец. И се докажав веќе дека зборувам против се она што сметам дека не е добро за сите нас, дури кога, например, се вклучени судир со мокни структури. Во искуството мое тоа е политичката партија Левица. Но да, гласот на обичниот човек секогаш е погласен од гласот на одредени политички структури, тоа секогаш се покажувало во Македонија. Так. Ние сме интелигентен народ кој што препознаа после одреден период кој што 16 години живееш во странство, ке може на ти да предеме, нели? Така, слободно, да, слободно. Работеше во Британија, во Обединетите арапски емирати, во Индија, Германија, Холандија, сега си во Македонија. Така. Што те натера да се вратиш во Македонија во времења кога за жал знаеме дека голем дел од нашата популација ја напушта државата, говорам за некој период од 20 на години на нас. Така, видете, луѓето кои што ме знаат беа премногу изненадени од мојата одлука да се вратам и да се борам политички, затоа што, да бидам искрена, бев многу аполитична личност, но кога најдов на, да кажеме, кога ја сретнав политичката партија Левица, си реков, окей, гледам дека има потенцијал, се согласуваме со многу работи, сметам дека морална обврска ми е испрема мене, испрема моите сонародници, дека можеме да направиме нешто. Живанка, врати се, значи да бидам дел, да контрибуирам. Но, нажалост, целата ситуација излезе како што излезе. Второ, зашто се работеше, што ве натереве токму Левица, сте влегле со чисто срце, велат, во политиката, со чиста идеја. Дали верувавте во тој период во она што го збореше? Јас како сведок на сето што се случува во Република Македонија на политичката сцена, делуваше сладко за уво, делуваше она што треба да го чујат луѓето и така натаму. Делуваше сладко. Го кажуваа тоа што сакав да го слушнам, ке си кажувам за мене, пошто од моето лично искуство, ама знам дека и премногу други членови исто го делат истото мислење со мене, значи делува сладко, гладко, борбено и јас се вратив тука најпрво со многу голема и длабока љубов ме донесе назад во Македонија и си реков, окей, тука сме на иста бранова линија, ќе се бориме за сите вака што биле дел од Македонија, но системот ги натерал да излезат надвор, дај да се потрудиме да ги вратиме назад. Тоа беше мојата првична помисла. После тоа сакав да целото мое, на еден начин да го кажам, меѓународно искуство сакав да им го да се изразам вака, да им го оставам на маса и секаде од кај што можам да им помогнам, сето тоа да се искористи за доброто. Прво на партијата, па за доброто на сите нас, тука. Кој што можеме да искористиме нешто позитивно од целото мое искуство. Требаше да работите со емиграцијата практично македонска, која што знаете дека тоа е простор отприлика каде што се луѓе кои што неколку бранови има на македонци кои што ја напуштале Македонија пред Прва светска војна, пред Втора светска војна. Многу и од идеолошки причини имаат избегано од Македонија после 45 година. Тешка ли беше комуникацијата со македонската емиграција, ако знаеме дека 90% би рекол се луѓе кои што се
антикомунистички расположени, антилевичари во своите убедувања? Искрено не. На почетокот додека да влезам во колосек со тоа што треба да работам, прво ми беше малку позадински, значи да направам планови, сето тоа јас сам иницијативно го работев. Имав неколку состаноци со президиумот на Левица, како што ќе тера работата. Видете, бев изненадена многу позитивно за време на францускиот предлог, затоа што Левица дијаспора ја доби кулминацијата тогаш. Почна да пишуваат премногу луѓе, што се случува, како се случува, тука сме да помогнеме. И сите тие идеолошки работи беа тргнати на страна, значи никој ништо не спомнуваше, само дајте како можеме да помогнем. И јас тогаш веќе се осетив премногу силна да се наречам, затоа што сметав дека навистина сега можеме нешто да направиме. И така, после тоа почна веќе се да иде удолу. Хајде, вие практично, Живанка, ти беше член на Левица, според оно што го успеав како информација да ги добијам, до март 2024 година. Да, февруари, да. Мартин беше нивното јавно официјално соопштение, да. Пошто ти уште двајца активисти бевте исклучени од партијата, тогаш од Левица излегува со соопштение дека причината е, како што рекоа, саке пробам да ги цитирам, роварење на надворешни структури поддржани и координирани од ВМРО ДПМН за саботирање на процесот на собирање потписи. Само прво да прашам, ова роварење на надворешни структури се мисли на некој надвор од државата или надворешни структури се ВМРО ДПМН? Малку нејасно ми беше целата реченица. Значи не можам да одговорам на ова, затоа што они треба да одговорат што мислеле, затоа што ништо нема вистина од тоа, а и они го знаат тоа многу добро и ја знаат и целата приказна како се разделивме. Тоа што ме ставија на тапет ме направи да бидам посилна, па и на еден начин сум им благодарна заради тоа што сватив дека и треба некој да зборува за тоа што и како прави внатре Левица, а што портретира надвор пред народот. А ова што го напиша, пак ќе повторам, не е во никој случај точно, од ден први сите ги знаат таму моите намери, што сакам, како сакам, што сум зборела, со кого сум зборела. Значи, јас сум многу лојална личност, до срж сум лојална. Но, моментот кога гледам дека нешто не штима, јас морам да прашам што е ситуацијата. Моментот кога прашав зошто ни го разрешувате координаторот на изборна единица 4 2 месеца пред избори, а ние веќе претходно си тераме предизборна кампања, го запознаваме со луѓе низ најдалечните села и така натаму, они решаваат да го исклучат како координатор. Целата ситуација беше заради тоа што се поставуваат црвени линии. Не може некој од вчера дојден да си земе заслуга за оној кој што навистина работел претходните години. И сметам дека Левица кулминацијата ја доби на локалните избори 21 и после тоа беше според мене од моje лично искуство закана за Апасиев. Он не може да издржи некој да го засенува него и неговиот президиум. И тоа е тоа. Сака да ми кажеш дека причината за буквално исклучување од Левицата било само што си прашала. Работа која што не ти било. Јас го имам и јавно исто споделено и направив циркуларка на мојот мејл, мојата не оставка, него мојот мејл беше другата страна на приказната, за која што јас добив исто така многу пораки од се уште членови нивни се советници во нивните општини, пораки, значи, со нивна поддршка. И тоа, така заврши целата таа ситуација. Хајде да проговориме, спомна локални избори, нешто интересно, ама да збориме за последниве локални избори, кои што сега завршија во Република Македонија. Она што го гледав вечерта како човек кој што долги години работел и активно во политика и како новинар, беа интересните изјави на Левица вечерта. За поразот, еве конкретно на Амар Мециновиќ, вие имавте коментар дека крај на една заблуда нарачана од Левица, буквално така пишувате на Фејсбук. Беше ли Мециновиќ на некој начин
пуштен из вода од Апасиев за Скопје. Се плаши ли толку Апасиев од Дамар да не му ја преземе партијата? Па сега, јас мислам дека тоа беше жртвување заради внатрешни калкулации, значи кога некој станува премногу популарен, станува закана за Апасиев, значи он има преголемо его, тоа веќе и се гледа и со неговите статуси, значи неговите популистички статуси. Јас го нарекувам него Facebook политичар, затоа што му го следав наративот од ден први кога се зачлани во левица. Неговиот наратив беше: сега сме двајца пратеници, дајте ни пратеничка група. Оти не можеме ништо да направиме двајцата. Сега се пратеничка група, пак ништо не прават, значи се врти околу удобноста на столчето и тоа е тоа. Мислам, според моето мислење, јас сметам дека секој авторитарен лидер се плаши од силни личности и тоа е ситуацијата со Апасиев и со Амар. Мислите ли дека ќе дојде брзо време судир помеѓу овие двајца? Внатрешно, да. Внатре, сите ние што сме биле во комуникација, сме биле дел од состаноци, знаеме како тие можат да ескалираат. Мислам дека и они не знаат фамозната вечер кога во нивното работно време го напиша моето разрешување и додека мојот другар со партиец го испрашуваа горе во президиумот. Го испрашуваа? Да, го испрашуваа кај е листата со кој од нашите сопартици сакале да имаат вонреден ЦК состанок, за да се одговори на прашањето од претходно. Јас бев доле на паркинг. И кога се врати, го чекав другар ми, и кога се врати, јас таков facial expression немам видено на човек, и му верувам, 100% му верувам дека тоа што ни го кажа е точно, и се случуваат ескалации и дефинитивно и ќе продолжат и после ова ќе продолжат, значи. Така да. Така да. Тоа. Кажи ми, јас сум профилиран десничар, секогаш сум го кажал по своите политички убедувања, не го кријам никогаш. И секогаш ме интересирало нели идеологиите на политичките партии за да нели знаеш кој ти е контра, да знаеш што размислува, како размислува. Според ова што го збориш, колку има идеологија во левица и дали султанизам е начин на владење или водење на левичарска партија и левичарска доктрина. Што мислите? Искрено, од тоа јас што не сум била, значи претходно не сум била дел од политика, како што кажав, бев ја политична, но она што они го портретираат како левичарство не е во никој случај. Значи, целата работа, јас што сум излезена е заради тоа што не се почитуваше идеологијата. Значи, таму нема идеологија, има само популизам, желба за удобност на столчето. Види, да сме реални, седиш позади тастатура и цел ден пишува статуси и добиваш таква плата. Мислам дека таа е голема за него, тоа е голема жртва да се откажеш од тоа. Докажано е тоа, мислам, во неговиот нивен втор мандат како пратеници. Немаме ништо позитивно видено. Освен Facebook партија и Facebook статии, друго немаме ништо видено. Да, и јас сева ќе бидам маца и поискрен и отворен и крадење на одредени фори во минатото што се правеле во одредени парламенти со тропање, нели? Точно. Хрушчов како тропал. Со кондура и така натаму, тоа се работи кои што сме ги виделе. И многу интересни, нели, јас од моја страна како човек кој што го фатил еден дел од еден друг систем, се сите оние нивни надписи и прикази кои што има сега, нели, како мајци, нели, кулаци и сите тие, без да знаат што е попотребување на термини од типот на генералниот секретар на левица бил дел од некој јакобинско крило кое што мене вака читајќи историјата ми стана многу чудно. Да, па они претендираат така да употребуваат историски работи, па ќе кажам, тоа е само дел од нивниот пиар и популизмот. Ништо нема на дел. Мислам, гледам за мене левица нити е Енвер Хоџа, нити е Јосип Броз Тито, нити е Висер Јуровиќ Сталин, луѓе кои што живееле како диктатори, живееле над својот народ и се ама не се левица на овие кои што им се клања. Кажи ми, со што толку Хактан го задолжи Апасиев за да застане зад него при изборот на подпредседател во левица. Тврдо да го брани и да создаде еден раскол во партијата. Во тој период јас пар луѓе што ги знам што стварно идеолошки
онака беа левичари и беа луѓе кои што ја напушти едноставно партијата после целата оваа работа. Што е оваа приказна? Што толку цврсто се држат еден за друг? Па мислам дека секогаш треба да имаш некој што ќе ти биде ветар у грб и тоа е Хактан во партијата. Не знам никако да се изразам искрено, затоа што тоа треба да го доживееш, значи да видиш како Апасиев се бори за Хактан. Значи, дента кога јас бев разрешена, јас разменив порака со Апасиев, он не беше достоен да ми врати на мене, него врати преку трета особа со скриншот од мојата порака, дај бе смирате ја топката, немојте вака да правиме, затоа што јас да бидам реална, бев многу вокална во пораката и му реков дека сите работи кои што сум ги увидела дека биле негативни, и јас ќе бидам вокална за тоа. Тоа вклучуваше сите мои состаноци со надворешна политика, каде што Хактан беше, сега мислам дека не е повеќе, беше координатор на секторот надворешна политика. Сме иделе заедно на состаноци, сме биле дел заедно од протести, сме разменувале идеи. Сум ја имала таа можност да бидам толку блиска со нив и искрена да бидам вака со овој избор. Тоа што они не ме искористиле мене и моето искуство и моето знаење, кажувам многу за нив. Апсолутно, знаете како велат во окружување, ако некој и не сте прв што го збори од левица, и имав и неколку други гости луѓе што биле на позиција во левица, го говорат истото, маце, ја кренеш главата, нешто паметно кажеш или нешто што треба да се направи, ти готово, тука си не пријател и не те сака веќе никој. Точно. А се спротиставуваш, значи ти не си за тука, ти треба да ја ведеш главата, секогаш кога или президиумот или председателот кажува нешто, тоа е завршна реч, има он и толку. Крај. Точка, да. Фул точка и толку. Кажи ми, дали на поголем дел од членовите на левица им е конечно јасно дека Апасиев и неговото најблиско окружување всушност представуваат класични представници на црвената буржоазија. Јас пак ќе се навратам, живеев во еден систем каде што постоеа вакви луѓе и велеа не ме гледај како живеам, туку слушаме што правам, буквално така. Значи се повторуваат истите работи, луксузни возила возат, купуваат места некои стамбени објекти, сите ти останати работи, но зборат за единство на луѓето, зборат мали плати дека земате, вие покачувањата. Така. Дали им е јасно веќе на обичните луѓе членови дека видете тоа што они вака да се изразам народски уличарски се фолираат. Да. Па они тоа што вака. Според мене тоа е реторика за сиромашните, живот за елитата. Значи они се тоа. Добро кажано. Значи нивните резултати од локалните ги представија како нешто вау. Не е нешто вау, затоа што не треба да си нити политиколог, нити дел од политички партии, за да знаеш дека левица стагнира. Стагнираше за време на изборите. Споредувајќи ги... Прогласи победа Апасиев на локални избори. Он може да си каже што сака, фактите Каде победија? Што победија, кажете ми јасно. Не ми е јасно стварно. Не, видете, мое лично мислење е тоа што они зошто го кажуваат тоа, затоа што мора да се на еден начин исперат пред членството, заради тоа што направија многу киксови и сега терат со друг наратив. Затоа и беше вкалкулиран амар во сето ово. Да не се лажеме, мислам, не е нешто научна физика, како работат, веќе јавно сето тоа го има, значи сите киксови, сите минуси, тука се, и јас сум била дел од тие, другите се, мислам, има и членови кои што и сега излегуваат со истите наративи дека така и се уште се тера така внатре. Па победија на избори, јас вечерта гледав, вика, и сега го прашуваат, но нарете каде победи, сега победивме во урбаните делови на аеродром, победивме ваму, мислам, избори игра локални, на зборови, игра на зборови. Се гледа кој е победник на крајот на денот, нели, кој е градоначалник, кој е совет, ако видите дека и во поголем дел од државата практично и не кандидира кандидати за градоначалници, кажува дека незината сериозност. Да. Види, они се кажуваат како работничка класа, ама живеат како елита. Сега ти најди таму средина некоја, така да, а јас сметам дека тоа не е некоја си грешка или дека еве сега така на нас не налага животот, не, тоа е лицемерие и
Мислам дека го изгубија моралниот компас и така. Кажи ми, Иванка, во периодот дали бевте во левица кога се случи еден многу голем скандал, вака морам да признаам, поврзан со купувањето на имотот на левица. Јас бев првата што ја објави сликата со Така. објектот. Да. Објаснете ми што се случуваше. Таа приказна, нели, кога почна да се истражува, кога почна да добива јавност, па дури и претседателот на владата на пратенички прашања збореше на таа тема. Кажете ми, дали е вака, според мене, перцепцијата ми е дека се работи за една крајно и вулгарно лицемерие пред целиот народ. Точно. Видете, јас не бев дел, значи тоа да го потенцирам, не бев дел од партијата, но добив телефонски повик. Апасиев беше на разговор, тоест партијата Левица беше на разговор за објект во центарот на Скопје и се разговара да се земе по некоја си смешна цена. И јас ја објавив сликата од локалитетот и тоест од локацијата и веднаш после една недела они свикаат централен состанок за да им се објасни на членството за ова, затоа што они претходно не зборат со членството, затоа што они не зборат со членството никогаш претходно. Они се договараат президиумот прво. Чекај, кога те прашам, Иванка, извини што ќе те прекинам. Сакаш да ми кажеш дека членството на Левица појма немало дека президиумот и председателството го купило ова и после го Да, јас тврдам. Добро, не сме 300 милиони држава, па не се дознае тоа. Јас мислам дека Апасиев мисли дека живее во некој таков негов измислен свет, дека се треба да, разбирам дека треба да има хиерархија, ја почитувам таа работа, но не можеш да бидеш лицемерен. Значи, тоа што си го пишуваш во статото, треба да си го испочитуваш кога некој од членството го бара. А он никогаш не го испочитува тоа. И тука му се направи него голем кикс. Да се навратам за локацијата, и така го објавив тоа и почна да се шушта низ членството, што се случува, ние не знаеме. Прво имаше, гледав коментари од нивни членови дека нема да се купува, кој ви кажа вакво нешто. Фактички ние не знаеме уствари дека има вакво нешто. Последна недела, од прилика недела дена мислам дека беше, он има централен комитет состанок, тука се најави тоа и се зборело наводно тоа што ми кажа дека локалот е стар, ние ќе го обновиме, нема да користиме толку многу пари нели за давање на канцеларии за локални ограници, за во Скопје збориме. Објектот е стар. Тоа е место кај црквата Богородица, катедралната црква. Адвокатска улица, таму се сите згради нови, не се постари од 15 на години. Што е старо, не знам стварно. Мисли дека валјда луѓето не пешачат, не одат и така. така. Ретирира, ви текнува какви беа изјавите, прева се подромски простори, па се ова, па на крај спана цела зграда, дека уствари по кафички мало интелектуалци како што ќе се собираат. Така. Имаше еден таков муабет, ретирира често пати во целата таа. Да, и па така настана целата ситуација со тоа и пак ќе кажам, они како работничка класа на луѓе не се, ама ни 0,01%, и според тоа што како ја тераат насоката на партијата, тешко дека некогаш би можеле да добијат мислам не некогаш, него на следни избори веќе мислам дека воопшто нема да добијат гласови од работничката класа, нешто ја викаат, затоа што се представуваат како елита, значи джипови. Да бидам искрена, 700.000 денари тројца поделиле, никој не знае кај се ништо са никако се тие. Точно. Има слики, Лани има слики на нивните Facebook профили дека одат низ локалните ограници, па не зимаме ние патни трошоци. Така. Ама кога сме кај патните трошоци, прочитав еден многу интересен ваш коментар на Facebook, морам да признам, поврзано со возењето. Значи на лидерската средба Апасиев во негов стил се прикажа нели како обичен човек, дојде пешки, иако беше во 100 метри подале со возил. Значи беше многу интересна вашата реакција на Facebook, морам да признам, каде што гледате, ќе ве цитирам: "Уште ли го лаже членството со стари фори?" Да.
тргајќи од твоето искуство со левица, дали ова вака представа уште е режиран циркус на Димитар Апасиев? Се спрема ли за тоа што го прави? И не, па да, да биде, мислам, од моето искуство таму додека бев и додека учествував нели во некои состаноци, имав само еден состанок со неговата сопруга во врска со пиар и сектор медиуми, затоа што имам некоја прилично мало искуство со новинарство и сакав да придонесам и во тој стил, затоа што кога влегов во левица напишав за британска платформа, напишав како левица кулминира во Европа и како левица кулминира во Македонија, напишав добар текст и помина многу добро. И сакав тоа исто пак така да им го, нели, како искуство да им го предложам. И бев на состанок така неформален во врска со пиар и со медиумската агенда која што ја водат и увидов дека морам да го кажам дека во левица се води пиар, само пиар, не се залагаат за ништо друго, се гледа кој кого лајкова, колку лајкова, зошто постот нема толку лајкување. Кој води пиарот, кој им е главен? Па јас ќе си дозволам да кажам дека имаат позадинска личност, таа личност јас обожавам да ја нарекувам Мира и они знаат многу добро. Што ја асоцира Мира? На Мира Марковиќ? Да. Да. Сопругата на Слободан Милошевич, па така, па да. Да. И има вака ќе значи, говориме си се карат у коментари така саркастично, си се поддржаваат. Имаше за време на, морам да потенцирам, за време на изборите, прашања и одговори за лайв левица. 70% од прашањата беа од сопругата на Апасиев. Така. Си прашуваат и си одговараат. Така да тоа е, тоа мислам... Како се викаше од во литературата словенска антитеза, нели прво прашуваш, негираш, па сам си одговараш после. Така, да. Тоа е стандард, мислам, луѓе кои што ги следат и луѓе кои што навистина сакаат политички да придонесат, тие се во истата насока како мене, значи доаѓаат, гледат што се случува и се заминуваат. Морам да потенцирам многу луѓе и од диаспората кои што после мене останаа со надеж дека леле, ај па може ова ќе е крајот, па ќе почнеме некако. И тие си заминаа и пак ме исконтактира Живанка, вака и вака. Нема таму, нема напредок. Па, во ова кратко време колку што постои политичката партија Левица, сведоци сме на многу чести турбуленции таму што се случува, нели, често знаат да исклучуваат членови од политички партии, како што кажав, нели, мора да е во право секогаш лидерот. На почетокот беа, колку што се сеќавам, сигурно и вие се сеќавате, дека беа исклучени вака многу имиња кои што според она што го збореа и представува баш идеолошки левичари, тука мислам дека Савовски како се Така, така, да. Мери Глем, така, да, точно, неколку луѓе кои што... Јас не бев дел тогаш од нив, но ја знам, ја слушнав приказната и ја слушнав од прво лице како се создаде левица на Апасиев. Ова не е левица, него ова е левица на Апасиев. Со крадење на печатите, со... Значи, морам да напоменам за членството. Замислете вие, Апасиев ги зема печатите и ги носи кај својот другар во станот, ја создаваат сегашната левица и он го исклучува сега од партијата. Другарот, кој што и само го исклучува другарот, што мислите вие он на вас? Што е следно ако подигнете глас? Тоа, Живанка, мислиш дека околу Апасиев, сем Хактан и Мира, сите други се манипулирани? Луѓе? Не, видете... Говорам о президиум, нели, она група... Да, во президиумот има како некое си јадро кое што не можеш да го допреш, бидејќи има и некоја паника меѓу нив, морам да кажам, затоа што мислат дека сака некој да ги засени, па сака некој да им... Ама знаете како? Ако ти си ја земал на таков начин партијата, ќе се плашиш да не ти се случи истото. Значи, јас кога бев исклучена, ми пишуваа луѓе, ти сакаш да правиш фракција у партија. Каква фракција? Јас до тој момент не знаев ни фракција, што значи јас бев само стрикно, само зошто ни правиш вакви нереди пред избори, човече. Тоа беше и прашањето. Со чиста душа влеземе во политика и сега ти правиш фракција. Со никаква друга намер, значи, да, и така, значи тоа јадро не се продира. Треба не знам што да се случи за да додадат некого во тој президиум, а и сметам дека нема да се прошири.
Да, тврдиш дека пикот на левица беше на претходните локални, не на овие. Бев дел. На предпоследните Од локални избори. 21 јас таква еуфорија, таков адреналин, такви работи, левица никогаш повеќе нема да доживее. Се увиде на овие избори. Видете, јас, затоа што се Facebook партија, ги пратам на Facebook. И често знам и минати статуси, значи ги имам забележано што како, ги следам и советниците. Значи, изборна единица исто така ми беше на мене доделена, неформално, да им ги следам соопштенијата, да им ги следам нивните седници, за да можеме, нели, да дојдеме до проблеми, да изнесеме кај граѓаните и така натаму. И така да добро знам дека тогаш им беше кулминацијата, затоа што се боревме, навистина се боревме, и луѓето кои што се бореа за левица, во левица веќе сите се надвор. Се што е останато таму е или непознато, и гледам дека само млада популација, моментално младата популација, валјда се уште играат на таа некоја си Млад човек, бунтовник, од целата... Тоа ќе кажав на револуционарното, на тоа што ме привлече и мене. Сега ќе видите вие, ние што ќе направиме, и после некој известно време има и луѓе кои што влегле, значи и сега после избори викаат не, стагнираат, не се тоа што беа. Не е тоа што треба да бидат. Да. За прошлите локални избори јавна тајна е дека постоеше соработка на левица со Даниел Арсовски Дуи во Советот на град Скопје, има своји, нели, директори, раководители поставени на многу функции во тој период. Дали, што мислиш, оваа соработка продолжи за време на овие локални избори? Те прашам ора поради една фотографија што се појави тогаш помеѓу Муса Џафери. Една видов јас. Да, две се појави. Реджеп Исмаил, човек, нели, кој што е најблискиот на Пасиев. Што мислиш, постоеше ли некој дел мислам дека на вас и на нас? Од мое лично искуство мислам дека постои, дека постоело и се уште постои. Јас бев дел од еден разговор со еден од президиумот, каде што неформално, не знам и колку се сеќава и дали се сеќава, ама ми рече видиш Ванка, знаеш што, мене ми треба човек во град Скопје да ми биде очи и уши, дали сакаш да влезеш уште утре во град Скопје? Викам, друже, ти, викам, очи и уши. Да, значи го цитирам човекот, и сега јас вака му реков, изгледа, викам, ти не си истражил со кого седнуваш на маса на состанок. Јас викам, не дојдов тука да барам функција, јас дојдов со тоа и таа намера, тогаш беше на почеток на левица диаспора, кога требаше да почне да се разработува. Две слики се појавија, значи едната беше со Хактан, другата беше со ако не се лажам, не се сеќавам кој од Дуи беше, другата страна беше, мислам, кандидатката за градоначалник од Тетово, исто така беше, да. Кандидатката на левица за градоначалник од Тетово беше седната дали со актуелен, дали со претходен градоначалник, не се сеќавам, или со кандидатот од Дуи, да не навлегуваме во тие детали. Не можеш да негираш дека не постои, значи сигурна сум дека пробуваат не да се етаблираат, него да задржат некој статус. И затоа мислам дека пробуваат да останат со Дуи, бидејќи знаеме, мислам, премногу работи се излегоа во јавност за да не се поврзи дека имаат некакви состаноци и... Но, она што е интересно, секогаш овие теми ги избегнува лидерот на политичката партија Левица, не оди на емисии отворени, не оди на дебати, на што се должи на тоа, дека нема што да каже, нема што да одбрани. Првично, јас, кога бев дел од изборна единица 4, имав замерка, пробував тогаш на координаторот на изборна единица 4 да доловам зошто Пасиев не доаѓа на состаноци, на средби со граѓани толку често. Одговорот беше, он бил интроверт, цитирам. Викам, окей, интроверт. Но, ти си лидер на политичка партија, ти сакаш да ја поправиш државава, сакаш да воведеш систем, како ќе го воведеш тоа? Ама се покажа дека само била Facebook политика, Facebook тастатура и така натаму. Сега, јас мислам дека на него најмногу му одговара тишината и да си
одбира што и како. Значи, кај може да собере најмногу лајкови на која тематика, сега му е власта, и морам да напоменам, значи, сум го следела кога ги напаѓаше предходните СДСМ и следам како ги напаѓа сега и ВМРО ДПМН. Има доза на живост како ги напаѓа. Значи, мислам дека му се ВМРО ДПМН и посебно ВМРО ДПМН е трн во око на Апасиев. Дали од идеолошка, пак ќе кажам, они немаат идеологија, ама нели така, како фарса да се покаже, дали од идеолошка гледна точка или дали само заради популизам, не знам. Ама, да. Јас да ви кажам искрено, не верувам од идеолошка. Па не, ама дека го прави тоа сега. бидејќи со своите политички почетоци беше многу поблизок до ВМРО ДПМН во размислувањето идеолошки. Па знаеме дека и бил дел, сега да не се навраќаме, он Затоа тоа дека сака да го идеолошки сака да го тргне, не го коментира во никој случај. Мислам дека си бара селективно што да одговори, што не, и затоа и сметам и затоа и не доаѓа на делот кога е повикан, затоа да што разговара, затоа што не сака да биде ставено ќош со некои прашања. Што мислиш, Иванка, има ли вистина во една изјава на наш поранешен премиер што ја даде за левица, зборам за Зоран Заев, кај што рече, да тргнеме сега од една приказна дека јас ви дадов тогаш пари тоа да го направите така, па вие тоа така, па тоа така и така натаму. Постои ли овде сработи само за конспирација или може да има нешто точно? Сметам дека значи бев доволно долго време во левица, поминав многу како да кажам, работилници во Дубај за профилирање на луѓе и кога му ја гледав изјавата на Апасиев базирана на изјавата на поранешниот премиер Зоран Заев, значи тука не е злато се што сјае, така да сметам дека и видете и тоа и внатре во партијата се говори. Значи, јас не знам колку до него допираат гласови за вакви работи или колку допрели нели одбрал да ги игнорира како што си прави често. Многу од членството се уште се прашуваат, значи прашуваат што се случува, кој стои позади Апасиев. Значи сите се убедени дека некој стои. Значи никој не рекол ова е левица, левица е создадена Апасиев. Сите прашуваат кој е. Па сега треба да видиме, да читаме меѓу редови. Јас сметам дека има вистина. Можеби они си знаат точно меѓу себе што, но сметам дека има добар процент од вистина. Кажавте дека е најблискиот човек на наш, кој најмногу му верува Хактан. Така. Па Ако знаеме дека неговиот родител беше човекот, еден од идеолозите, стратезите на Социјалдемократскиот сојуз во едни времења кога беше многу јак и организиран со Социјалдемократскиот сојуз, сигурно постои нека поврзаност. Ме интересира на многу работа вака како десничар која што би сакал да ми ја објасниш. Во една твоја изјава кажуваш дека страшно многу ги изреvolтирало членовите на левица. Зборам дека Живанка беше таму. Така. Противењето на Апасиев за поставување на знамето од Кутлеш во просториите на левица. Што му пречи? Што е проблемот? Па Јас само да ви кажам, ние сме народ на сонцето, нели? Дури и во денешниот грб кој што го имаме, кој што е направен 45-46 година, го има сонцето исто, нели, во позадината. Ние сме народ на сонцето. Во секоја форма го имаме сонцето. Па што го налути толку, што го навреди, што е опасно за него сонцето од Кутлеш? Јас лично од моје искуство мислам дека он, да се изразам така, селективно го доживува патриотизмот. Као мене ми одговара, мене не ми одговара и на вас, на цела партија не сме да им одговара. Значи, да бев дел од тогаш, бев дел кога циркуларката дојде. Имаше паника. Знаете зошто? Затоа што многу од членовите кои што беа емоционално се поврзани со тоа знаме. Значи, тоа е борба, тоа е жртва, тоа знаме. Тоа за мене, а и знам дека за повеќето тоа значи. Знамето така го доживуваат. Наше национално обележие. Зашто И треба сега, мислам, ако не се лажам, дека беше или од сектор спорт, имаше некој пост на Фейсбук или од општински огранок во аеродром, не ме фаќајте за збор, имаше слики и знамето се гледаше и дојде мејлот. Тргнете го знамето. Да знаете дека
Еден локален огранок го тргна знамето во момент, значи веднаш се палеше колата, го тргна знамето и не кажа на никој од членовите за мејлот. Значи треба да ми е јасно на многу луѓе дека овој мејл многу од модераторите на општинските ограноци не го покажаа кај членовите. Оти знаеа дека внатре ќе имаше многу големи расправи. Значи јас знам во близок огранок тоа знаме се тргна без никој да знае. Значи само се тргна од зидот и толку. Никому ништо. Оти ако требаше да се каже прво дека вака и вака, како знаете како кога стигнуваше циркуларка, ние треба да објасниме на членовите зошто, како. Многу од модераторите и со право одлучија да не го покажуваат овој мејл. И јас мислам и заради тоа не излезе тогаш у јавност. Иначе уште од тогаш многу луѓе ќе беа разочарани дека он така селективен, цитера селективен патриотизам и дали ова што кажа прв пат го слушам дека одредени модератори се уствари како претседатели значи, на локални ограноци. На ограноци, да, тоа е нивниот израз не го покажале тоа покажува дека сепак има луѓе кои што размислуваат таму и со своја глава. Има. Но дали има доволно капацитет да ја демократизираат таа политичка партија? Не постои додека е АПСИЕФ, што мислите? Не, додека АПСИЕФ си тера апсолутизам и е претседател на партијата, левица нема да доживее кулминација воопшто. Нешто многу интересно во нивните изјави се со кои што нели пробуваат да побудат симпатии кај одредени групи на луѓе во Република Македонија е политиката на АПСИЕФ и левица што ја води слободно да се изразам како анти-ЕУ и анти-НАТО насоки. Нивните изјави се не кеме во ЕУ, не кеме во НАТО, не кеме вамо, не кеме во овие не се пријатели, Конгресот од Кина не е пријател, овие не се другари Северна Кореја и така натаму. Па јас мислам дека тоа уствари не е ништо, мислам не е ни суверенитет, тоа е политика на изолација. Ако од моето искуство, затоа што бев и дел од секторот за надворешна политика, значи кога требаше да се донесе програмата за сектор надворешна политика, значи предизборната програма, како ќе се појавиме пред македонскиот народ за што се залагаме, за во нели делот на надворешната политика. И тоа беше многу интересен состанок, на кој што јас веќе навистина увидов дека не бива ништо таму, значи сакаат некоја изолираност, и тоа изолираноста стрикно на АПСИЕФ и Хактан, посебно во надворешниот дел. Значи јас пробав на неколку наврати затоа што нели имам живеено во Лондон, Дубај, Индија и сега Германија, Холандија, и сега јас пробавав да им дадам, видете таков проблем имаше таму, вака си го решиле луѓето, можеби ние не можеме да го решиме точно така, но можеме да направиме некој предлог во некој помала размер и така натаму. Они ми рекоа, не. Значи вака, дадов еден пример, сега не се сеќам точно што беше од Дубај, дадов еден пример. Ја не ги сакам арапите. Така, ова е значи се што ви кажувам, ова е цитирање. Јас не ги сакам арапите. Ма ти не можеш, ти не ги сакај. Тоа е твое лично и персонално, но како ние ќе ја подобриме Македонија ако не можеме да земеме некој си модел што ќе работи за нас позитивно и ќе биде позитивно за граѓаните на нашата држава. Ја не ги сакам, значи. И тоа за мене е демотивирачки, значи јас сум била таму, немојте да ми кажете дека во Дубај не работи систем. И пак ќе кажам, сите држави се корумпирани. Тоа го кажувам секаде кај значи сум го видела негативното, сум го видела и позитивното. Но повеќе работи системот, граѓаните почитуваат правила и се знаат, тие што не почитуваат се плаќаат. Апсолутно, тоа е тоа. И една од најбогатите држави во светот. Точно. И така да сметам дека они не и уште да додадам дека кога дојде делот за каде ќе го ставиме, значи тој дел дека Македонија претендира кон приклучување на Европска унија, па ќе цитирам одговорот беше: стави го најдоле, ќе видиме, знаеш, ние не сме за ЕУ баш, ама ќе видиме каде што за нели да не влијае на гласачите. Значи
тоа е, бев таму, тоа е делот, а и сум 99,9% сигурна дека не се сменил наративот. И гледам уствари за посебно за надворешната политика дека не се менува наративот. Кажавте многу работи во кои што критикуваат они, нели, без нека причина, без нека. Дали некојаш понудила алтернатива? Јас сега немам сретнато. Не, па и затоа сум алтернатива да чуеме, не вака гласноговорник, затоа што гледам дека не носат јавно, донеси јавно некој. Значи, еве го нашето решение, а не носи некое решение. Знаете како, они носат некое решение или некој предлог, ама зависи од други предлози и сега тоа треба да се разглоба. Значи, некој закон, ако не е воведен, прво треба да го воведат, па да ги додадеш тие гранки, ти што ги предлагаш. И они тука играат. И после доаѓаат со Facebook статуси, не ни го гласа, не вака, не така, не бе друже. Види си како си го составил предлог законот. Значи, тука фали нешто. Значи, фали основата. Даја основата, па после работи. Они ни основата не ја дава. Значи, пак ќе кажам, популистички. Не можам, во искуството моје само слушнав. Сега, на следни избори, дајте ни ова, дајте ни она. Уште колку избори треба. Еве сте прошетале по светот, имавте прилика и да видите и во Британија како изгледа прав популист Најджел, како си каже овој што бараше излез од така го крстија, меѓутоа имаше алтернативи, нудеше, кажуваше човекот конкретно што да се прави, да нема никаква приказна. Значи не можам да напоменам, бевме поканети на јас бев поканета, значи да не си го присвојуваат тоа, не сум скромна заради тоа што они тоа мојата нескромност они ја злоупотребија, значи јас бев поканета од европратениците тогаш од левицата, они беа од Ирска, Клер Дели и Мик Волас. Само ќе видов на Facebook еден со бела коса човек, една господја со црвена коса. Така беше така. Да, точно. И затоа што јас прво им пристапив за време на француски предлог, да им кажам што се работи и да видам дали ќе можат некако да кажат, видете во каква мала земја, како се крена народот. И они после тоа воспоставивме контакт, ме поканија да присуствувам како нивен гостин во Европскиот парламент во Брисел. Има некоја програма и ми рекоа, ако сакаш, некој од партијата нека дојде. Така отидовме заедно со Амар Мецинови во... Чекај, ви се против Европска унија. Како има отишле таму нешто што се против? Популизам. Пак ќе кажам, популизам, затоа што морам да напоменам, Клер и Мик ни рекоа, се што треба од левицата, значи од левицата во Европски парламент, повелете, можеме да ви помогнеме. На мене ми беше кажано, од старт кога ќе тргнам од тука, да не прифаќам ништо. Да не прифаќам ништо, значи, нека седне спроти мене Апасиев и нека ме демонтира. Ми беше кажано да не се прифаќа ништо од Европска унија. Значи, одете и кјутете си, не прифаќате ништо, ако се наши колеги, ако се идеолошки блиски до нас, ако се... И морам да напоменам исто така, за време на нивниот, кога се спремаше нивниот пленум, тоа беше пред 2 години во декември, мислам, они беа толку многу силни и јаки, дека мислеа дека нивните пријатели од Русија, од Кина, дека ќе присуствуваат на пленумот, но нажалост им ги одбија поканите и тогаш се обратија кај мене, повикај ги Клер и Мик да не бидат главните гости и тоа веќе за нив, пошто на вистина донесе многу голема посетеност, затоа што и они се гласноговорници, ама они се, морам да потенцирам, многу поразлични левичари од овие само наречени левичари во Македонија. Системи на Кина, сите останати држави има левица. И многу ми е жал што не ги искористија. Да, можеби е лош збор, но мислам да го искористат тоа за да ја представат и левица. Значи, ние имавме и понуда да направат левичарите работилница, состанок, за да ние дојдеме и ја презентираме левица и како е перцепирана левица, што се случува, како се случува. Толку. Ништо мукла, нема значи, ништо. Тоа е тоа за нивното залагање за влегување во Европска унија. Нека не се лажи народот, они воопшто не претендираат на таа страна. Па со оглед на тоа дека ти да се поклонат на гробови на најголемите диктатори во светот, јас тоа не можам да го разберам.
Има многу и други левичари во Европа кои што биле неверојатни за мене, например, без оглед што сум десничар, за мене е многу голем политичар еден Вили Бранд од Германија, нели, со левичар човек кој што имаше, нели, срце да се поклони, да се извини за пораза, да речеме, на Втората светска војна. Па сте го слушнале ли вие некогаш Апасиев да се извини? За нешто. Нема ни да го слушнеме. Нема ни да го слушнеме. Да. Ни помина многу вака брзо време, ни поминува Живока. Една прашање би сакал да ти го поставам често пати кога имам дами гости во студиото на Проверитас. Активна си многу на социјалните мрежи. Така и те најавив. Така, да, сум. Кажи ми, колку е тешко да си еден глас во етерот што мотивира? И дали си изложена на напади поради тоа типот на мизогени напади или напади заради тоа што си женско, политички, национални, секакви напади? Додека да се расчистат некои работи со левица, значи на вистина бев под многу напади, лични, преку пораки во инбокс, преку коментари, преку циркуларки, значи од левица пуштаат пораки низ членството, не комуницирајте, не контактирајте кај незе. Значи јас имам сега веќе екс-другар, заради тоа што он одлучи да се држи до циркуларката на Апасиев наместо да ми остане другар. А се знаеме од вака, како што викаат кај нас во Македонија. Добро, ќе се видите пак по некој период. Така да сакам да кажам дека на почетокот имаше многу напади, тешко, посебно за жена, значи јас сметам дека се уште имаме некои работи како народ на кои што треба да работиме. Стереотипи уште постојат. Да, постојат кај нас, но тука сме карактерите како мене да, нели, го скршиме тоа табу и да бидеме гласот на оние кои што ете така не може да се крена, дали е левица, дали е политички, дали е, еве јас сум и мајка, се активирам на различни полиња, идам пробувам преку мое здружение да правам нешто за мојот роден крај и така натаму. Значи кај што можам, помагам безрезервно. Видете, преку левица мислам дека ќе помогнам на народот, ама увидов дека не можам никому да помогнам и затоа си решив сама, значи без никаква подкрепа. Ако можам да помогнам на еден човек, значи ако можам да помогнам на еден македонец, на еден човек, јас сум направила нешто големо во мојот живот. Тоа е моето мото. Сега сметам дека повеќе жени треба да се активираат во политиката, затоа што и знаете како, и сметам дека политиката веќе малку станува и под некако достапна на еден начин за сите, заради тоа што веќе некои точки се ги допираат сите, значи сите класи, да кажеме, на луѓе, и мажите и жените, ама не е лесно, навистина не е лесно кога си женско во политика, али благодарение на левица станав многу голем дебелокожец и морам да напоменам, секој со искрени намери пак ќе се воздигне. Колку и да биде потиснуваат со било какви, значи сум имала многу лоши грди зборови прочитано на интернет и моментот кога сватив дека не допираат до мене, тогаш знам дека веќе сум постигнала нешто лично за мене и тоа сакам да биде како патока за сите други кои што размислуваат, сакаат да придонесат за било што. И сметам дека можеме. Ако навистина имаме вистински намери и се придржуваме до, нели, до нашите цели. Тоа се последно прашање да ти го поставам, да. Дали ќе не биде? Имаш ли верба дека ќе не биде? Имам. Сум многу голем носталгичар, сум многу сакам да гледам на иднината позитивно, иако многу работи што ми се случувале биле негативни, сум, нели, како обично, и како ние како сите луѓе имаме, нели, падови во животот, но сметам дека не смееме да дозволиме да ни бидат демотивирачки. Секогаш, ако јас знаете како викам, штом се разбудив на сабајле, значи треба денеска нешто да постигнам. И така терам со тие наративи, со тие мотиви и мислам дека многу повеќе позитивни работи ми се случуваат во последно време со такви мотивирачки, да ги кажам, цели и сметам дека сите така треба да продолжим. И ќе не биде. И видете, јас цело време кажувам дека
сум присуствувала на симпозиуми каде што сум гледала политичари од Грузија кои што кажуваат како пошто Грузија на времето била една од најкорумпираните држави. И пазете, политичарите, значи екс-министри за економија и го видов и екс-премиерот, ако не се лажам, беше во Македонија на еден симпозиум, го слушав како збори, значи он кажува, цитирам, ние за 12 години почнавме да ја управуваме нашата држава. Искоренивме се труло во тие 12 години и ние сите добивме, го осетивме тоа. И високите, значи сака да каже и оние со повисоката класа, и тие. И сега, зошто една Грузија, што сме ние помалку како држава да не можеме. Но тоа е тоа кај, пак да се навртам, кај левица. Значи, они тоа ќе го користат против, значи вечна опозиција, а наместо да помогнат во процесот. Македонија не може да ја биде од денес за утре. Значи, Македонија мора да почне од некаде и понатаму да си ја тера таа насока. Откако веќе почнуваат некои работи да се согледуваат дека се тера позитивно, така и мислам дека ќе биде и подобро. Сега тоа што некои и позитивното не го поздравуваат, тоа е нивен минус. Да, и нивен комплекс би рекла последно време. Да. Живанка навистина беше задоволства од вечера што беше гостин во Проверитас. Ви Ми помина многу брзо времето, направив еден убав муабет. Вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.